Добро утро, почитувани гледачи. 23 декември 2015 година. Уште малку останува до 2015-та, а ова е вториот ден од зимата. Според астрономското движење на Сонцето, скоро целиот Балкан е покриен со магла. Според регионалните синоптичари, маглата полека во текот на денешниот ден и утрешниот ќе го напушти Балканот. Во нашиот регион магла има по долината на реката Брегалница, делумно по долината на реката Злетовица, а по високите делови нема магла, е сончево. Температурата и за денес е предвидена дека ќе биде високо околу 10 степени. Вчера не беше така како што прогнозира, но во секој случај околу нулата е во текот на утрата, а во денот, преку денот се подигнува многу повисоко. За некои делови од нашиот регион за денес синоптичарите предвидуваат дури и 13 степени. Така ќе биде и утре, а дождливо во петок, со локални мали дождови со мал интензитет, во сабота недела веќе разведрување. Тоа е прогнозата која сега можеме да ви ја презентираме, така пише во прогнозите на синоптичарите, на метеоролозите. Наше е само да ви ги пренесеме експертските мислења. Се намножија експерти во Македонија за се. Експертска земја сме. Добро, па нека од друга тема утрово. Јас ве поздравив, а и зашто да заборавив да ви посакам и успешен ден според она што сте го планирале. И ако ви изненади, барем нека ви изненади нешто што ќе ви го одбележи денот на добро. Од добрите мисли и добрите цели во текот на денот нема штета, нели, како вели нашиот народ. Од добра желба нема зиен, нема штета. На денешниот ден вообичаено ќе зборуваме, ќе имаме исти рубрики како и секој ден, а очекуваме во вториот дел од емисијата да ни биде гостинот, со кој ќе зборуваме за поезија. Можеби ќе зборуваме, не можеби, тука ќе зборуваме и за некои големи и неодминливи личности во македонската литература. Ќе видите за колку се работи. Поред нашиот распоред тоа ќе биде некаде таму после 8 часот и 30 минути, а до тогаш јас ќе кажам понешто за денешниот ден, моиве колеги од дневната редакција со вестите и она што сте навикнати секој ден да го следите. Барем на програмите на телевизија Ирис. За останатите посериозни, условно речено, теми или поактуелни теми во 17:30 во емисијата Отворено на тема и во редовните информативни емисии. Во авторските емисии на Ирис телевизија ќе можете да слушнете новини од спортот, од нашиот регион. Во тип 02 можете да се вклучите во заедничко следење на светските надпревари, а во една наша емисија која се снима заедно со Универзитетот Гоце Делчев, можете да видите колку талентирани момци и девојки имаме во регионот кои свират поп, рок, джез музика, исклучително добри инструменталисти, пејачи, пејачки на изненадување на Македонија. Скоро и да нема некоја од регионалните телевизии која не побара да ја емитува ова емисија. Ова го споменува намерно како честитка и за авторите, но и за учесниците кои покажуваат завиден талент. Ние од секојаш сме биле нација која умеела со музиката. Така барем другите велат. Наше не е да се фалиме, не е христијански, а не е ни убаво. И за денешниот ден има многу случаи во светот за кој би може да зборуваме за денешниот ден. И за Суворов, и за Александар I Романов. Ама јас одлучив утрово да зборувам за 3 личности од историјата на Македонија кои на денешен ден починале. Поточно на денешен ден се убиени. Не во иста година се разбира, но сите имаат неизбришливо место во меморијата на македонскиот народ. За сите има песни. Тоа веќе е нешто друго. Во 1902 година, пренесувајќи материјали и се обидувајќи се да побегне од Велес, е убиен Миле Поп Јорданов. Миле Поп Јорданов е 20 години има тогаш кога убиен, син на трговци од Велес, образован во Солун, патувал по
Балканот во Цариград, патувал и до Египет, за тоа време е еден од најпочитуваните луѓе во Велес и е посакуван ерген. Но Миле Попјорданов се вклучил во Македонската револуционерна организација и таа 902 година на денешен ден, обидувајќи се да заврши некоја работа, а предаден, подоцна разбрано од некој од неговите комшии, застанал пред патролата која се обидувала да го приведе, но замката била поставена, стапицата била поставена, го извадил пиштолот, пукал неколку пати, но е убиен. Неговото тело стоело 24 часа на улиците на Велес, страв низ Велес, но неговите сестри и бидејќи бил многу почитуван во Велес, многу народ дошол, погребане и му е испеана песната за Миле Поп Јорданов. Бог да го прости Миле Поп Јорданов, за народ загина. Неговиот гроб денес се наоѓа во старите гробишта во Велес и оние што се почитувачи на делата може да помина од таму и некој, тој е брат и на Орце Поп Јордан Поп Јорданов, Орцето, еден од гимиџиите и еден од творците заедно со Кирков, уште еден велешенец кој во солунските атентати и го разнеле гласот за еден народ кој бара слобода. За една големо семејство. На денешен ден во Милано, во една кафеја или кафуле, како што денес се нарекува, каде што се читале вестници, се пиело кафе, е убиен Петар Чаулев. Во тоа време член на Централниот комитет заедно со Александар Протогеров и Тодор Александров и подписник на Мајскиот манифест. По налог на бугарската влада или по пресуда на Ванчо Михайлов е убиен од страна на Димитар Стефанов. Димитар Стефанов е роден во село Марчино, Пробиштивско, посинете во Штип, уште млад влегол во организацијата, се одликувал со голема храброст и способност за пукање со револвер, со 2 револвера, оттаму и она македонско стрелање, го ја извршил пресудата врз на Централниот комитет на ВМРО, пресудата врз Петар Чаулев, Охридскиот војвода, од предилинденскиот период, човек кој го подигнал Охридското востание по Втората Балканска војна, човекот кој важел за исклучителен авторитет во тој дел и меѓу албанците, што е многу значајно, но по неговиот спор со Тодор Александров прво, а подосна и со Протогеров, но пресудата му е извршена. Неговиот атентатор по мачно судење е ослободен, бидејќи на власт веќе се пријателите на ВМРО, тоа е Дучејовата Италија, која успеала преку планот на Бадолио со скапи адвокати да докаже дека Димитар извршувал не само пресуда, туку бил под сериозен притисок. Ете така. И третата личност за која што претпоставам дека и не знам колку би зборувал, зашто најголемиот број од вас ви е исклучително познато. Се работи за Дамјан Јованов Груев. Дамјан Груев е роден во село Смилево 1869 година од родители кои татко му се занимавал со дрводелство, со градежниство, мајстор. Тие се по потекло некаде од Корча, дошле во Смилево, неговиот дедо, и денес има потомци во Битола, во Македонија, преку Калканските земји. Завршил основно образование во Смилево, подоцна во Солунската гимназија, се запишува на училиште на Филозофски факултет во Белград, формирајќи ја лоза, заедно со македонци студенти бил внесен во друштвото Свети Сава, овде се побунил и заедно со нив, со помош на бугарскиот атеше или конзул, отишол во Софија. Овде студирал по филозофија и историја, подоцна е станал екзархиски учител во Битола, во Прилеп, во Смилево и дошол во Штип. Во Штип се среќава со
Гоце Делчев и Туше Деливанов и започнува, а претходно ја направил организацијата, тоа е касиер, секретар касиер, благајник касиер, на првиот централен комитет, една од највлијателните личности, моторната сила, подоцна со својата енергија Гоце Делчев ќе му се придружи, а треба да ги прочитате мемуарите на Дамјан за престојувањето во Штип, каде што вели дека двојца од заптиите беа од село Горни Балван. Сега дали биле турци или наши, не знам, мислам дека биле наши, добро. Кој го интересира може да прочита. Подоцна тоа е моторната сила до 900 година, кога во Поптасевата афера во Битола е осуден, лежи до 902 година во затвор во Битола, подоцна е префрлен во подрум Кале во Мала Азија и овде во неговите белешки може да се види судирот и расколот меѓу Матов, докторот, меѓу членовите на Централниот комитет. Се враќа во пролетта 903 година во Солун, тама да го одржи Солунскиот конгрес, кој веќе бил од Гарванов спремен. И тука има некои белешки кои денес се предмет на историска обсервација, неговите тајни разговори или со Гоце Делчев и така натаму. Го спекува Смелискиот конгрес со кој председава, подоцна е член на Горскиот штаб и по задушувањето на востанието останува во Македонија со изреката подобро ужасен крај отколку ужас без крај. Ранет од Мицковиќ, српскиот четнички војвода, и е заробен, подоцна на интервенција на Сугарев и на организацијата е пуштен во Скопје, лечен во Софија, започнува со враќањето во Македонија, има една книга се вика Подземна република. Тој како председател на Скопскиот револуционарен округ успева да ја подигне толку многу мрежата во организацијска смисла што функционирала скоро како држава. Еден од неговите соработници, Тодор Александров, во тоа време, за него Дамјан пишува дека тој е од помладите револуционери со исклучителна организацијска сила и можност. Толку колку да споменеме само некој од нашиот крај, иако Дамјан е врзан за овој регион. И подоцна го спрема Рилскиот конгрес. За него вело дека единствениот човек кој можеше да направи компромис и врска меѓу разните раскарани крила, обвинувани и да како така ја задржи организацијата. Се враќа во Македонија, по Рилскиот конгрес оди во Солун и напад за Софија престојува заедно со двојца телохранители во селото Беровското село Русиново. Додека домакините отишле на пазар, тој се расправил со местниот комитет таму со еден двојца, а двојца од турците дошле не сакајки, не намерно. Кога виделе како комитите разговараат, направиле пусија, излегле комитите и тие пукале. Дамјан бил ранет во ногата, но некако успеал да се провлече, уште една пространа рана и до врвот петлец заедно со едниот го отпуштил, едниот телохранителите заедно со другиот, успеал некој време да се брани, но дали бил убиен или се самоубил, до ден денес не се знае. Турците не знаеле кого убиле, го погребале. Подоцна откако се разбрало дека големиот комита е убиен, се врателе, откопани и таму е познатата фотографија на Дамјан Груев во гробот. Ете, тоа е неговиот споменик денес на коње пред камениот мост во Скопје. Тоа е еден од најголемите синови на Македонија. Кој го издал? Веројатно, инаку домакините кои од таа куќа веднаш се убиени од турците кога се вратиле, но има податоци дека и бил предаден од некој од Русиново и вообичаена македонска приказна за херојство, за предавство, како библиска приказна сме. Ама, дали библиска земја се споменува во Библијата. Ајде, јас овде ќе престана да зборувам. Морав да одложам, зашто се работи за исклучително големи луѓе и некои податци кои веројатно не им се познати на членовите на најшироката публика. Дневникот, па мојот гостин.
Повеќе од 5 милиони денари должат пациентите на Штипската клиничка болница. Долгот по основ се лекувале, а не платиле, е наталожен од 2013-та. Најчесто тоа се граѓани без осигурување, пациенти кои откако се излекувале самоволно ја напуштиле болницата, како и починати лица. За да не застарат долговите, испратени се тужби до граѓаните, кои по пат на извршител ќе се активираат по новогодишните празници. Наше, за да се заштитиме и да не застареат побарувањата, ние имаме испратено опомени пред тужба на граѓани кои немаат платено во 2013 година. Така, во моментот за колку граѓани станува збор, на колку граѓани? Како бројка немаме, меѓутоа како вредност е околу 2,5 милиона денари. Околу 20% од граѓаните кои добиле опомена веќе го имат подмирено за останатиот долг, објаснува Папарова. Таа додава дека секој пациент треба да добие здравствена заштита, па макар немало и осигурување. Без разлика дали во моментот пациентот има осигурување или нема, ние сме болница која мора да ги прифати пациентите. Тоа што должат граѓаните е нешто друго, меѓутоа мора да примат соодветна здравствена заштита. И истите ја примаат. Најголем дел на Штипската болница им е наталожен од пациентите кои се лекувале на интерно и на неврологија. Утринава околу 9 часот пронајден е машки труп на Штипската тврдина Исар. Телото го пронашол случаен минувач и веднаш повикал брза помош. Лекар од итната помош ја информирал полицијата дека станува збор за безживотно тело, лоцирано кај стариот резервоар за вода. Полицијата успеала да го идентификува мртвиот маж. Се работи за Маријанчо Богданов од Штип на возраст од 40 години. Богданов е пронајден во локва крв со рани на рацете. Од страна на полициски службеници извршен е увид на местото на настанот во содејство со јавен обвинител, при што е констатирано дека се работи за безживотното тело на 40 годишен штипјанец. Телото е предадено на обдукција во Штипската клиничка болница, која треба да покаже дали смртта настапила по насилен пат, односно дали е извршено убиство или е суициден чин. Од полицијата повеќе детали најавија за следните денови кога ќе имаат резултати од аутопсијата. Центарот за меѓукултурен диалог од Куманово една година работи со организации од Турција, Белгија и Полска на тема младинско учество на младите во национални младински организации. Проектот опфаќа работилници, тренинзи и анализи како младите полесно можат да ги реализираат своите идеи. Како финални резултати од целото стратешко партнерство произлегува истражување на темата, како и тренинг кит кој се уште во изработка. Резултатите се различни во зависност од државите, меѓутоа во секој случај она што може да се најде дека е различно во зависност од местото каде е лоцирана младинската организација, активностите кои што ги имаат младинските организации и слично. Младите се вклучуваат во младински организации во зависност од потребите. Колку тие се вклучени, како се вклучуваат во младинските организации. И тоа секаде пак ќе кажам дека е различно во зависност од потребите на младите кои што ги имаат. Дел од нив се вклучени во разни раководни и управни тела, дел од нив немаат воопшто потреба да се вклучат и во зависност од активностите и кои им ги нудат организациите. Младинскиот клуб од Штип работи со младите и дава инструкции како поуспешно младите да се организираат, за да можат полесно да ги реализираат идеите во стварност. Сега баш дискутираме со представници од средни училишта и од младински организации таму и дискутираме за проблемите кои што евентуално младинските организации ги имаат за да бидат поактивни и како младински клуб секако ги поддржуваме, работиме со две ученички организации, една во основно, една во средно, со потенцијал секако соработуваме и со други, така да што ќе се појави иницијатива и еве апел до младите, до средношколците, до основците да им кажеме дека имаат право да се организираат ученички организации, можат слободно да побараат помош и поддршка од младински клуб од Штип и поискусните организации со кои што веќе работиме порано, за да можеме да го придвижиме малку повеќе младинскиот активизам и учество во Штип. Во наредниот период, Младинскиот клуб од Штип и Центарот за меѓукултурен диалог од Куманово заеднички ќе соработуваат на проекти кои се насочени исклучиво на младите.
Новогодишни пакетчиња денес добија 60 дечиња од селата Лакавица, Селце, Драгоево, Варсаково, Чердаклија и Пухче. Градоначалникот на Штип, кој ги посети основните училишта во овие села, истакна дека донирањето пред новогодишните и божитни празници е традиција која треба да се негува. И убаво е што имаме млади жители, убаво е што имаме деца кои се најмали. Лично мислам дека и пораката е да сите они кои имаат повеќе од тоа што им треба, нека ги споделат тие вишоци со оние кои немаат. Новогодишен подарок доби и младиот жител на штипското село Лакавица, Божидар Стар, само 40 дена. Денеска градоначалникот пакет ќе доби и тоа. Оваа година Дедо Мраз ги посети и средношколците од средното специјално училиште Искра. Вообичаено пред новогодишните и божитните празници и за великденските празници доаѓаат многу представници од нашите големи компании од општина Штип и донираат за нашите ученици новогодишни пакетчиња и разни подароци кои што ги прават многу среќни. Новогодишните пакетчиња за средношколците од Искра ги обезбеди компанијата Technical Textile. Синоќа во преполната сала на општина Штип, во присуство на многу гости и соработници и вработени, јавното предпријатие ИСАР ја одржа свечената седница за оваа година. Максимално ќе се ангажираме се да исполниме, максимално ќе се ангажираме да удоволиме на сите барања на граѓаните, а се надевам дека ќе бележиме позитивен успех како и до сега. Јавното предпријатие и вработените се трудат максимално да можат да ги задоволат потребите на граѓаните во градот, односно во делот на хигиената и во делот на паркови зеленило, постојано да бидеме присутни на терен, да направиме цветни аранжмани и амбиентот околу градот да биде прекрасен. На свечената седница на јавното предпријатие ИСАР беа доделени 12 ордени за најдобри работници во 2015 година. Чувството е навистина прекрасно. Голема благодарност до директорот за укажаната чест и награда. Ова е награда за респект, но и награда која му врзува мене и целиот правен сектор да продолжиме со уште поголемо залагање за законито работење на јавното предпријатие. Специјално признание јавното предпријатие ИСАР му додели на градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Па мора да кажам дека ако некој работи, ако некој заслужен во овој град, тоа е јавното предпријатие ИСАР. Морам да истакнам дека нивниот ангажман е огромен. Ние оваа година немавме проблеми со водоснабдувањето. Иако имавме и пеколни денови, горештени. Комуналната хигиена е на завидно ниво. Бањата функционира совршено, така и со градскиот пазар. Чистотата во градот гледате дека е на завидно ниво, а да не забораваме дека паркови и зеленило совршено ги одржуваат сите зелени површини во нашиот град. Едноставно финансиската состојба на тоа предпријатие е доста стабилна. Ги враќаме долговите на време, набаваме нова опрема, инвестираме. Свечена седница пред крајот на годината јавното предпријатие ИСАР одржува веќе по втор пат. Овогодинешната свечена седница на јавното предпријатие ИСАР заврши со предновогодишен коктел. Изградба на градска капела до изградба на водоснабдителни системи низ руралните подрачја, поставување на мерни станици за мерење на загаденоста на воздухот, до изградба на канализациони мрежи и реконструкција на дел од улицата Гоце Делчев, со поставување на сообраќајна сигнализација, се приоритетните проекти кои што граѓаните на Пробиштип ги изгласаа на петата форумска сесија. Ирена Бошкова, раководител на ЛЕР тимот во општина Пробиштип, вели дека на приоритетната листа се избрани вкупно 26 проекти, кои треба да се реализираат од буџетот на општина Пробиштип. Ќе кажам дека има многу препораки од страна на граѓаните кои што не се всушност конкретни проекти, туку се препораки, на пример, како ние како локална самоуправа да придонесеме повеќе за зачувување на животната средина, за почист воздух, како да ги зголемиме приходите за 2016 година, така да има некаде околу 3-40 препораки. Во изминатите неколку месеци во општина Пробиштип имавме навистина конструктивна работа, имавме интензивна работа и навистина граѓаните на општина Пробиштип покажаа дека се активни и дека сакаат да бидат самите тие кројачи на својата иднина и дека сакаат да знаат и сакаат да учествуваат во тоа како се трошат нивните пари.
Основниот буџет на општина Пробиштип за наредната година треба да изнесува 152 милиони денари, со кои ќе се реализираат предвидените проекти. Инаку Пробиштип веќе неколку години наназад, преку вакви форумски сесии го проектира својот буџет. Во населба Сењак, во приземјето на Топин без Штип, се отвори и отпочна со работа Маркет Стандард на 1200 метри квадратни. Со стандардно висок квалитет и стандардно ниски цени. Звучи нестандардно, но ние сме новото име за квалитет, љубезност и ниски цени. Свеж леб на вашата трпеза за само 17 денари. Месарница во склоп на маркетот и производи за секој семен буџет. Со висок стандард кон нови стандарди во пазарната индустрија по ниски цени. Нашето мото – Маркет Стандард во населба Сењак. Вашите омилени ТВ канали Fox, Fox Crime, Fox Life, National Geographic и 24 Kitchen од 1 декември се враќаат во понудата на Телекабел. Уживајте во најдобриот избор на ТВ канали без доплата. Телекабел, пријател на вашето семејство. Енергијата во движење. Табмак. Табмак акумулатори. Квалитет препознаен од цел свет. Салон за мебел Дафина на Сидипром. Целиот асортиман со попуст од 10 до 30%. Салонот Дафина нуди најповолни услови за плаќање. На кредит само со лична карта. Виза, Маестро и Мастеркард и мебел по договор на 6 рат. Повелете и уверете се во она што го нудиме. Дафина Сидипром. Улица Страшо Пинџур кај зградата на социјалното. ПСС Хоум Центар со ексклузивна понуда. Сите видови керамички плочки, блиндор врати и уметнички слики. Разновидниот и богат асортиман на ПСС Хоум Центар нуди се за вашиот дом. Бела техника и апарати за домаќинство, електрика, расветни уреди, туш кабини и санитарна галантерија, материјали за водовод и канализација, рачен и електричен алат, апарати за обработка на дрво и метал, бои и лакови, тапети и многу други елементи за осовременување на вашето домаќинство. ПСС Хоум Центар, ваш сигурен партнер. Продолжуваме со вториот дел од утринско будење и мојот гости. Еден од најголемите македонски литерати, воопшто општествени работници, луѓе кои имаат голема заслуга во формирањето на битието на македонскиот народ. Не е само кога кажеш дека некој е писател или е поет. Многу важно е колку тоа е вградено во светската културно наследство како идентитет на еден народ. Јас пред некој ден завчера кажав за роденденот на Коста Солев Раци. Неодмирлива, непостоечка е македонската култура без името на Раци. Меѓутоа непостоечка е на еден наш сограѓанин, Ацо Шопов. Кога сега би почнал да зборувам за делата на Ацо Шопов и за неговиот животопис, веројатно ќе дојдеме до крајот на емисија. Но тоа ќе го ставиме на оние кои тоа го знаат. Универзитетскиот професор Блажи Китанов е еден од истражувачите на делото на Ацо Шопов и од имаме прилика утрово да разговарам со него за Ацо Шопов, за делата на професорот и за уште неколку теми, искористувајќи го неговото присуство на утринскава програма на денешен ден. Еве да видите како разговараме со професорот. Професоре, добро утро, за да видат гледачи дека сме во живо. Добро утро, благодарам на поканата и поздрав до гледачите на телевизија Ирис. Професор, јас реков дека случајно некако се погоди нашиот разговор, а отприлика и раѓањето на Ацо Шопов и на
и на Коста Солев Рацин е овде некаде, и зборува за неодминливи луѓе, кои са битието на суштината на идентитетот на еден народ. Вие го проучувавте, Ацо Шопов, веројатно сте и неголемиот негов проучуваш. Што значи да се проучува дело на ваков човек, осветлувајќи ги разните делови од неговата историја, му се дава и друг лик. Овде одговорноста е поголема. Вие добро рекавте, го спомнавте Коста Солев Рацин, Кочо Рацин. Тој е основоположник, се смета за основоположник на современата македонска литература. Толку врз белите мугри на Кочо Рацин и нашиот тогаш македонски јазик, мајчин македонски јазик, Ацо Шопов тие бели мугри кои ќе ги донесе Ванчо Прке, неговиот учител, кој многу го сакал Ацо Шопов. Токму врз тие бели мугри Ацо Шопов ќе се учи, ќе се инспирира и ќе ја создава својата прва литература. Да се пишува или да се истражува делото, животот и делото на Ацо Шопов е на вистина еден вид, може да се каже, небидниска работа. Многу тешка работа. Тоа е лектира што е многу тешка за читање и неподатлива е за читател што се брза. Таа треба да се чита додека постои, се додека постои, а таа ќе постои вечно. Колку повеќе ја читате, секогаш вие во поезијата, во творештвото на Ацо Шопов откривате некои нови нијанси, некои нови бои, некои нови одзвуци. Нешто ново што и од аспект на ова време, додека го читате, заклучувате дека тоа што тој го кажувал, го пишувал, го чувствувал, со таа така речена негова екстра чувствителност, на некој начин како да го чувствувате тоа дека сега е тоа присутно, дека вие го живеете тоа сега како да се случува пред вас, во вас и околу вас. Представи, Ацо Шопов има богата животна кариера, творечка, но и инаку животна кариера. Јас само ќе ве потсетам на една изјава на големиот хрватски или југословенски циник Мирослав Крлежа, кој во неговите мемуари кои ги пишува Енес Ченгиз, вели вака: кога ме праша, ми кажа дека од Македонија ќе одат за амбасадори во светот, во еден случаен разговор, прашав што работат. Ми кажа, едниот е и партизан, но е и писател, а другиот е и писател и поет, исто така партизан. И за прв пат сретнав две личности, тоа е Ацо Шопов и Коле Чашове. Тогаш реков дека едниот и другиот може да ја представуваат под услови, нели, југословенската култура. Ова мене ми звучи, ова го има во мемуарите на Енес Ченгич напишани, ова мене ми звучи како голема пофалба. И за едниот и за другиот. Доаѓајќи, затоа што доаѓа од Мирослав Крлежа, кој е шкрте на зборовите и на пофалбите за било кого. Тоа не е ништо чудно. Прво, Крлежа е еден од неговата представува голем наш писател од јужнословенските простори и Ацо Шопов од него учел. Ја читал неговата поезија, но ништо, како што и самите изјавува, нема кржијанско во неговата поезија. Тоа што Крлежа го изјавува дека, нели, и Ацо Шопов ќе оди како амбасадор на тогашна Југославија во Сенегал, во Африка, е вистина и добра потврда, афирмација на неговото име, бидејќи па и ја самиот Ацо Шопов никогаш не предпоставувал дека ќе биде поканет да биде представник на Македонија како амбасадор во Дакар, во Сенегал. Тој дури оди со страв, е во дилема дали да замени за амбасадор или да остане тука, затоа што тогаш неговата болест напредувала. Тој, како што знаете, има во тој период доживено 3 инсулти.
64-та, 68 година или од 1969 година. Токму во 70-та година, кога тој ја добија најголемата, највисоката југословенска народа Амној за своите препеви на Хамлет, на Сит, на Корнеј, Синано Бержак и така натаму, на Змај, таа година, 70-та, тој е поканен да биде амбасадор. И како таков, наш представник од Македонија, да речем од Југославија, ќе престојува во Дакар, во Сенегал, цели 5 години. Јако. Професор, поминаа долги години од овие случувања, некому ми изгледа као да не е многу далеко, но новите генерации имаат други светоназори. Колку денес, како педагог, како даскал, наречено на нашки, студентите кои вие ги учите, колку им е разбирлива поезијата на Ацо Шопов? Ги допирали таму каде што, како што велите вие, како жива работа, како нешто што те обкружува? Колку овие деца денес ги разбираат дилемите на Ацо Шопов? Па како да кажеме? Еве по повод 92 години од раѓањето на Ацо Шопов, имаше манифестација, општината посвети со рецитирање на негова поезија. Тоа јас го сметам како еден добар потек, добар начин да се учи, чита, препрочитува поезијата на Ацо Шопов и колку таа се чита и се рецитира, се интерпретира, таа се повеќе и повеќе ќе допира до младиот човек. Поезијата на Ацо Шопов, реков јас на почетокот дека е навистина тешка и неподатлива за читање, но колку повеќе таа се чита, толку повеќе таа станува дел од нас. И таа не треба да се чита само еден дел од неговото творештво. Мора да се исчита целокупната негова поезија, бидејќи во целокупното творештво на Ацо Шопов е интегрирана неговата личност. И ако има така наречени три фази во неговиот развој, поетски развој, во тие три поетски фази е инкарнирана или оплотена неговата поетска личност. И не е суштината во тоа колку ние разбираме и дали докрај разбираме и стражбија дека докрај не можеме никогаш да разбереме не само песна поезија од Ацо Шопов и од други поети. Добро е таа да се интерпретира, да се доживува суштината на разбирањето на една творба или посебно на Ацо Шопов, едно по незината се почеста интерпретација, се почеста средба. Професоре, универзитетски професор сте и знаете дека мали народи на ветрометина постојано имаат потреба од докажување на идентитетот, на културните достигнувања, на своето место во контекстот, во случувањата. Потребни ли се нам денес повторно громадни личности како Шопов, како Јордан Поп Јорданов, како кој беше и добар поет и знаеше многу, првиот премиер на Македонија Клусев? Потребни ли се такви лидери, громадни личности што може да одбележат една епоха? Еве, повторно сме на некаква ветрометина. Тоа е на некој начин прашање мощно актуелно, мощно потребно, мощно неопходно. Видите, ако ние сме во постојана комуникација со творештвото на таквите личности, ако постојано и почесто го расветлуваме и доближуваме нивното дело, нивното творештво, нивниот живот, нивниот развој, нивните резултати, до сите нас, а особено до младите генерации, сметам, ама тоа се разбира дека треба да биде системски, програмски организирано на национално ниво. Мислам дека на тој начин ќе успееме, тоа не е брз процес, ќе успееме постапно да го коригираме или да го поправиме она што мислиме дека ни недостасува.
Но и споменот за нив не треба да се заборави. Организирано чествување на делата на вакви личности е нормално за секој народ. Еве, може секој од европејците, наши македонци, да отиде во Салцбург и да види цел град е посветен на големиот композитор Виена, да не зборуваме, еде во едно Сараево ќе отидете денес и еден исто така мал народ кој настојува сите своји големи луѓе да ги одбележува. Задача ни е нам никогаш да не се не само спомено, туку организирано подигање на прокламираните вредности на Шопов, на Јорданов Нови, што сега ги збориме. Да не бидат нешто што нема да не биде само протоколарно одбележување на денот на раѓањето или денот на починувањето. Туку како вредност, како што велите вие систем. За тоа не треба ни да се зборува. Тоа треба да биде наша постојана обврска. Да не речем само тој датум кој доаѓа и формално да го одбележуваме, да отпоздравуваме, да помине покрај нас бегло и така натаму. На големите личности што дале многу за развојот на нашата татковина, што оставиле за себе еден огромен творечки корпус, па и со своето живење дале пример за тоа како треба да се биде подобар, како треба да се биде човек, како треба да се сака татковината, како треба да се сака она дете што утре треба да се роди, како што ќе рече Шопов, за иднината на Македонија. Треба да ги чествуваме со сиот свој жар, со сета сериозност, со сета организирано и да не заборавиме никогаш дека не само Ацо Шопов, како што рековте вие, и живите, оние што постојат, треба да се на некој начин вклопуваат, да даваат свој придонес за одбележувањето и чествувањето на такви големи личности. А посебно тука нашата држава, ние, да речеме, треба да водиме грижа за анимација на младиот човек. Младиот човек да се мотивира, да се вклучи во изучувањето, во проучувањето, во доближувањето на творештвото и животот на такви личности, особено како што е Ацо Шопов. Професоре, имаме една обврска на една минута ЕПП, па ќе продолжиме и за влијанието на Ацо Шопов и на големите личности врз оние кои денес творат. А за тоа ќе позборуваме. ЕПП ме молам. За топол дом, полн со љубов. Изберете мебел од Драво Декор. Чувство кое се гледа. 20 години присутен во вашите домови. Драво Декор, Караарна. Нема да погрешите. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Облажувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Финансиско друштво Алкоса акционерско друштво Штип. Во чекор со вашите финансиски потреби. Алкоса овозможува кредити на правни и физички лица. Потрошувачки кредити, кредити со залог злато, хипотекарни кредити и кредити со залог депозит или девизи. Ве очекуваме со одлична понуда. Вршиме откуп на краткорочни побарувања. Вашите недостасани побарувања со одложено плаќање ќе бидат откупени при што потребната готовина ја добивате веднаш на вашата сметка. Во чекор со вашите финансиски потреби. Алкоса Штип.
Кожувчанка и синалко со одлични празнични цени. Пакет кожувчанка за 99 денари, изворска 15 денари, наше македонско пиво 79 денари. Пакет синалко фреско 145, пакет синалко оранж 2 литри за цена од 1,5 литар, пакет синета од секој вкус 186 денари, пакет синалко кола 3+1 гратис за 110 денари. Срекни празници! Најново, новоотворен маркет Стандард 1 во кругот на поранешна модна конфекција Стибо. Најблиску до нашите сограѓани и потрошувачи од населбите Пребек и Железничка. Мала прошетка со полни кошнички без автомобил или такси. А за нашите вработени големо олеснување на семејниот буџет на одложено плаќање дури за 3 месеци. Маркет Стандард 1 во кругот на поранешна модна конфекција Стибо. Продолжуваме со разговорот со универзитетскиот професор Блажи Китанов, нашава тема за Ацо Шопов и за неговото твориште, но и некои други теми. Професоре, во неврзан разговор ми кажавте една работа која моите гледачи од Источна Македонија најверојатно многу малку ја знаат, тоа е во вашето дело и една необјавена песна на Ацо Шопов која е прочитана на 20 години од прославото од формирањето на третата македонска ударна бригада, каде што борец е и офицер е Ацо Шопов. Да, тоа е необјавена песна која јас ја вклопив и ја поместив во мојата студија за животот и делото на Ацо Шопов под наслов "Голема е твојата песна", посветена на 20 годишнината од формирањето на третата македонска ударна бригада. Тоа е песна напишана, значи, на денот на прославата 1964 година, токму тогаш кога тој го добија првиот инсулт, кога ја најавува својата лична, да речеме, небиднина. Во таа песна Ацо Шопов е загрижен уште тогаш за судбината на својата татковина. Допуштете само поведете стиха до таа песна, во која тоа е подолга еден вид ода да слави бригадата, меѓутоа на едно место тој вака вери: "Јас знам дека за неа, родината, често и од сонот крадеме, и дека во секакви распри сме често, дека се расправаме. Но не знам зошто јанца не јаде дека ќе ја раздадеме, туку да и најдеме во нас и под сонцето место." Значи, уште тогаш... Многу актуелно е ово денеска. Јанца не јаде дека ќе ја раздадеме. Големите умови денес е модерно да се каже антиципираат решенија или временски појави. Ова мене лично ме погоди овој тест како да немаме наследство од нашите поголеми и нашите претходници, а јанца не јаде дека ја раздаваме. Убаво кажавте, големите умови антиципираат, предвидуваат. Во поезијата на Ацо Шопов има еден вид профетизам. Тој е така наречен профетски поет, еден вид пророштво. Она што тој го пишувал како што се остварувало пред 20 и неколку години, па и денес тоа не се случува. Денес посебно актуелно. Да, тоа е сосема денес најмногу актуелно, а има еден американски поет Волт Витман кој вери дека големите поети се видовити. Таков е и нашиот Ацо Шопов, кој ќе ја предвиди на некој начин судбината на нашата родина, нашата татковина, кој во оваа песна, да кажеме, тоа го искажува на некој начин, тој страв да не ја раздадеме татковината, Македонија. И тој, кога е на болничка постела дури, кога тешко заболува 79-та година,
од 77 година натаму, па од 79 особено кога е на болничка постела прикуван и закуван. 80 година ќе излезе неговата последна книга, така наречен Поетски тестамент, во кој тој практично искажува и истура целата своја љубов кон татковината. На едно место тој во таа последна книга кажува: јас сум ви тешко болен и ќе умрам, ќе ме снема. Ме гази и ме дави подземна стија, како што вели тој, ме дави и гуши подземна стија. Млад сум, а душата ми е остарена, од љубовта моја неостварена, љубовта Македонија. Значи, до крај, додека е жив, значи, цело време тоа е негова неостварена љубов Македонија. И тој во својата поезија, особено во таа последна книга, па и во песна на Црната жена, ќе повикува на љубов, на истрајување, на почитување, да бидеме подобри, како што порано беше рекол, дека треба да бидеме подобри заради оној човек што минува покрај нас, заради утрото што доаѓа и така натаму, но цело време тој ќе биде обседнат и загрижен за судбината на својата татковина. Да не ме чуди ништо, вие спомнавте тоа, дека за неговата видовитост, за профетските знаци во поетското писмо на Ансо Шопов, посебно пишува и неговиот син Владо Шопов. Јас во мојата студија на неколку места тоа го нотирам, тој профетизам, и она што сега слободно можеме да кажеме ни се случува со овие бранови на избеглици, на бегалци од истокот, тој на некој начин во својата небиднина, а поточно во Гледач во пепелта, на некој начин го кажа со своите стихови, доколку така може да се разбере и да се свати. Еве ги тие, да кажеме, дел од тие стихови. Црни коњаници, бели коњици, со лик на светци, над зидот сурови војници, брандо бранови, Арапин црн ги гони. Или во Златен круг на времето од истата стихозбирка, тој вели: кој си ти што идеш со лузна од правта на векот дален, со едно дамна во неврат од шумено време. И место лика на некој очајник жален, носиш суров закон за себе и за своето племе. Или посебно во песната Невреме, антологиска, впрочем, целата поезија на Ансо Шопов е така. Вели: плачи водо, завивај утробо, завивај кугло, времето, невреме, вистинско е време. Под тебе земјата лежи од умора премалена, и црн коњаник иде, плодот да си го земе. Ете, тоа е профетизам. Толку многу актуелно, звучи толку многу актуелно, што не треба да бидеш љубител на поезијата, па за да ти бидат пораките разбирливи. Професоре, јас ќе искористам можноста од ова утново вашето присуство овде и да поразговарам и за вашата творба. Кога се проучува Ансо Шопов, впрочем реков, долги години сте универзитетски професор, македонски даскал и автор. Што е тоа што во еден момент го натера проучувачот да стане автор? Или го носи секој во себе цело време? Видите, јас не пишувам многу поезија. Ова ми е втора книга на песни, а дел од првата се поместени оваа книга. Меѓутоа еден вид, знаете, Карл Густав Јунг има речено дека после 50 години ние се враќаме назад. Се поинтензивно и посилно се враќаме назад кон детството, кон младоста,
кон она што сме го поминале и живееле. Така и Ацо Шопов, кога оди, како што на почетокот рековте, кога оди како амбасадор во Африка, значи, тоа е 71 година, тоа се тие, да речеме, години некаде, кога оди таму, тој ги спојува своите две големи љубови, Штип и Жуал, Исарот и Мамел, ги спојува, ги изранува, а цел време бегал од детството, бегал од тешкиот, тегобен живот тука што го поминал, значи. Но после 50 години, после таа зрела доба се враќа назад. Нема бегање. Нема бегање, значи. Слично е и со еден Јован Дучич, да речеме, кој во Америка оди, ама цело време додека е во Америка, додека спие, му озвонуваат камбаната. На Требиње. Да, ги слушаат во Требиње, така е, го слушаат звоното на камбаната во Требиње, ама тоа до 17 години тој таму живеел. Значи цело време он се враќа назад. Така и јас се враќам во своето родно Ново село, во оној живот што сум го изврвел тука, што сум го поминал тука, детството, младоста, цел живот. Тука се тие носталгии кон притворите, кон црквата, кон Брегалница, кон бентот, Чикичанскала, преку реката, околу реката, Јаворот и така натаму. Кој од песните поместени во вашата збирка во сенката на Јаворот, во овој момент веднаш ми паѓа на памет, како екземплар на збирката? Која песна од сите тие? Па не знам сега, има тоа се притворите, да речеме, песните од притворите, песните од доживувањата по Брегалница, песната за бентот, да кажеме, тоа е еден вид триптихон и така натаму. Инако да кажеме на гледачите, бент е брана, тоа е староавропски збор, во турска се употребува, и ако сте слушнале за песната, босанска песна, а ја поđох на Бен Баши, не е Бен Баша, него Бен Баша, што значи брана, а некогаш таму кај што професор живееше имаше еден бетонски бент кој ја смируваше водата на Брегалница, непосредно по таа Чикичанска. И секој ми јас, професоре. Ако ми дозволите, професоре, вака новинарски, јас би прочитал една ваша песна. Еве, да видиме Брегалница. Во ритмот на брановите остра саблја се крие. Сечилото е лек за течението. Средежетна жега од звукот на водата, бојата на каменот во очите се вселува и глас на птица на дисарот се качува. Жедна е таа река за солзите на детето, што капат во сенката на врвите и лебдат меѓу колците на бентот. Во ритмот на брановите остра саблја крие, сечилото е лек за течението. И една од приказните дека никој не сакаше да си оди дома, иако по цел ден ништо не се јадеше, па спас беа зелените сливи и кајси. Една од легендарните приказни. Сега на крајот, професоре, ми беше исклучително задоволство што утрово разговараме. Вие ја добивте и наградата Свети Никола од денот на градот на општина Штип, но некако се погоди и на вашиот роден ден. Така. Еве, јас ви ја честитам наградата во името на телевизија Ирици и на моите гледачи и се надевам дека професурата ќе се продолжи според законот и Бажи Китанов ќе се навраќа помалку повеќе на оние после 50-тите и така ќе бидем изненадени со неговите дела и со она што по себе го чувате како професор и како човек сите овие години на кариерата. Тоа е едно совпаѓање, точно на, ви благодарам честитките прво, токму на родениот ден 17 декември, нели беше врачена наградата, признанието за Свети Никола, патронот на нашиот град, и, знаете, тоа го на некој начин примив како еден вид заокружување, можеби, на
еден изврвен творечки пат, она што јас колку сум можел и како сум можел, колку сум умел да дадам еден мал придонес за нашиот град со своето работење и како наставник и како автор, како творец со своите 2 збирки поезија и 12-13 книги, студии, критички освати и есеи за македонската книжевност посебно, а за мноштво книги, учебници, прирачници кои не се нотирани никаде тие, да речем, за студентите од областта на методиката на наставата по македонски јазик, од областта на македонската литература, за деца, за возрастни и така натаму. Значи, тоа е веројатно поради тоа што некој се присетил да го валоризира и јас сум крајно благодарен за тоа што на некој начин после толку години сме дошли до некаков можен крај. Така, кој реков имам 2 збирки на песни, се сеќавам на изјавата на професорот и режисерот Љубиша Георгиевски, кој вели вака: како мисла дека напишеле 20 книги, па никој не може да напише 20 книги. Се пишуваат 2-3 книги. 20 книги е веќе продукција, а 2 книги е авторство. Да го завршам оваа емисија, ако се согласувате со сентенцата на Љубиша Георгиевски. Така, сето наше творештво, така да речеме, е варијација на една, да речеме, тема. Така и да завршам и јас. Поетското творештво, исто така и на Ацо Шопов, е варијација на една иста тема, на 2 теми, ако можеме да речеме. Тоа е љубовта кон поезијата, кон песната, односно љубовта кон татковината и љубовта кон жената, а во исто време и на самиот збор, на самата песна, на поезијата. Тој и во својата поезија, во триптихот Црно сонце, на едно место има, таму се открива практично кому тој, како што и во разговорите го кажува, ќе ја посвети својот живот. Вели: о, песно, земјо, жено, живот и смрт ведно. Значи, ние цел живот посветуваме на една тема. Родени сме од жена, живееме со жена во мислите, во секојдневието, и татковината е женски роднер. Професоре, ви благодарам што бевте дел од моја емисија. Благодарам и на вас. Поштовани гледачи, кога завршуваме со вакви разговори со универзитетскиот професор Блажи Китанов, не е на одмети да кажеме дека творештвото е одлика на талентираните, но и на вредните, нели? А да не споменувам понатаму дека малите народи мора да ги негуваат сите своји посебно надарени таленти, затоа што поспоред математичката формула ги има малку, а тогаш се и најголеми. Нека остане ова како спомен од денешниот разговор со професорот Блажи Китанов. Ние се гледаме утре, е мојот колега Зарински со неговиот гостин, а јас во петок со некој од гостите кои секојдневно ни го организираат животот или се должни тоа да го прават. Ке видите што се работи во петок, а после се разбира. Поздрав до сите мои гледачи од регионов, колку ви има. Се знае, од идната недела ќе чествуваме 1/10 дена, како и секоја година, впрочем. Се гледаме во петок.